civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Многу беше важно да Агенцијата за остварување на права на помалобројните заедници и подигнеме капацитетите за да може да одговори на предизвиците за кои е создадена и да даде сериозно учество во изградбата, но потоа и во спроведувањето на платформата или идејата за едно општество за сите. Она што е многу важно, во изминатите години се донесе комплетно нов закон по кој работи Агенцијата за остварување на права на заедниците. Тој закон е работен со голема вклученост на експерти на невладиниот сектор, со подршка и на Европската унија и на ОПСЕ мисијата. Имавме во изработка на законот, користевме и TAIEX програма, имавме експерти од надвор, ние имавме студиски посети во Белфаст со цел да собереме што повеќе искуства. Тој закон секако не е идеален, но е работен долго во една отворена и транспарентна процедура и како резултат на тоа можам да се пофалам дека беше усвоен во Собранието на Република Северна Македонија едногласно од сите пратеници кои беа таму присутни дента. Дополнително, агенцијата секогаш предвидуваше одреден фонд кој претходно не беше во функција за подршка на невладините организации на помалобројните заедници. За прв пат успеавме да ставиме средства во тој фонд и минатата година и оваа година сега ќе има околу 2 милиони денари. Тоа се скромни пари, но се доста значајни за невладините организации на помалобројните заедници. Агенцијата за остварување права на заедниците работеше на еден европски проект кој имаше неколку компоненти. Првата беше да вработените внатре си ги зајакнат своите капацитети и знаења. Втората беше да дадеме сериозна подршка на невладиниот сектор. Третата компонента беше да ја зајакнеме соработката со и владините и невладините организации со кои работиме на слични теми. Тој проект од 290.000 евра речиси 2 буџета за жал на агенцијата, значи многу е мал буџетот на самата агенција, тука ќе треба да се поправи, ќе зборувам за тоа и во вториот дел. Беше успешно завршен. Видливоста на агенцијата е значително зголемена во изминатите години. Ја обновивме соработката со ОПСЕ мисијата, со која работиме на еден партиципативен форум, кој е една форма на диалог на критичките невладини организации од една страна и друга страна сите релевантни институции со кои имаат влијание врз правата на помалобројните заедници. Преку соработката со ОПСЕ исто така правиме обуки за невладините организации да сами си ги зајакнат своите капацитети за да можат сами да доаѓаат и од други извори на финансирање до поголеми средства. Не би го изоставил и делот дека воведовме една пракса да секоја година се консултираме и со пратениците од Собранието кои доаѓаат од редот на помалобројните заедници, се со цел заеднички да настапиме за поголемиот дел од проблемите кои ги имаме заеднички. Горд сум за тоа што Агенцијата за остварување на права на заедниците даде сериозен допринос во изградбата на едно општество за сите во таа стратегија. Она што се предизвици од аголот на помалобројните заедници е прво дека мора посериозна подршка во финансиски средства да им се даде на невладините организации на помалобројните заедници. И тоа има два агли. Првиот агол е дека тие не се доволно капацитетни да се надпреваруваат на регуларните огласи Министерство за култура, влада и така натаму. Значи мора да ги развиваат своите капацитети. Вториот агол е да речеме ситуација, една специфична ситуација. Македонските здруженија во Хрватска добиваат стотици илјади евра подршка од Хрватска како држава. Ние не сме во состојба да вратиме не толку пари колку ништо не можеме да им дадеме на хрватската заедница или ако го даваме тоа е некако инцидентно. Значи постојат два елементи каде што ние мораме да им дадеме повеќе средства на заедниците на на невладините организации на помалобројните заедници и третиот елемент кој би се добило со тоа да пробаме да
ги обединиме од повеќе области, кој е во култура, кој е за употреба на јазици на права, кој е во медиумскиот сектор, за да може да се постигне поголем ефект во нивната работа. Она што исто така мора да се направи, мислам дека господинот Дерала го спомна, тоа е со балансерот. Тој дел со балансерот е навистина проблематичен. Воспоставен е како некаков механизам кој ќе даде шанса за помалобројните заедници, а во пракса е напротив. Тој повеќе дискриминира отколку што помага и повеќе прави штета отколку што помага. И во делот на правичната и на соодветната застапеност веќе има неколку препораки од агенцијата, од форумите кои ги правевме, дури и имаше и прифаќање на таа забелешка од Министерството за информатичко општество дека балансерот во оваа форма не треба да постои, тоест треба да најдеме подобра форма да помалобројните заедници добијат поубава перспектива за да си го остварат правото на правична и на соодветна застапеност. Чувство е дека премногу споро се иде во тој дел. Чувство е на сите помалобројни заедници. Во делот на образование мора да има државата да најде начин да се создава кадар кој ќе предава на јазиците на помалобројните заедници. Во овој момент имаме редовна настава на 3 јазика, турскиот, српскиот и на босанскиот јазик, и заедниците учениците од влашката заедница и од ромската заедница само го изучуваат предметот на култура и на јазик на заедницата. Зашто ние не би можеле во делот на образование да создадеме кадар кој ќе предава на јазиците на помалобројните заедници? Тоа секогаш збориме дека различностите се наше богатство, а во суштина треба да го направиме тоа во пракса и да негуваме таа различност, и мислам дека целото општество би добило многу повеќе. Истото се однесува и на учебниците. Секогаш има проблем со учебниците кај учениците на припадниците на помалобројните заедници. Во медиумскиот сектор јасни се препораките дека во јавниот сервис мора да добиеме функционални редакции на помалобројните заедници, во делот да бидат мобилни, да имаат доволно кадар кој ќе продуцира програма и доволно кадар кој ќе прави реализација на тоа што ќе се создаде како материјал. Имаме еден сега позитивен момент. Пред скоро Македонската радиотелевизија и Хрватската радиотелевизија подпишаа договор за промена на материјали кои ќе се емитуваат. Имаме цел 4 канал за помалобројните заедници кои за жал не може, редакциите не можат да продуцираат квалитетна програма. И тука исто не би требало да се заборави уште еден момент, а тоа е да се најде начин да се поттикне и гласот на приватните медиуми или новинарите кои не се дел од јавниот сервис, а сакаат да артикулираат теми кои се важни за помалобројните заедници. Во политичките процеси се проблекува една забелешка во европските извештаи секогаш, а тоа е дека припадниците на помалобројните заедници од 20% не се доволно вклучени во креирањето на политика. Дали на централно, дали на локално ниво. Колешката претходно зборуваше за предизвиците на локално ниво, тие стојат и како забелешки во Агенцијата за права на заедници, но мора да се најде начин двете најголеми заедници тука да најдат начин да ги внесат во креирањето на политики помалобројните заедници. И ќе треба да се отвори дебата кој е тој најдобар модел. Значи, немаме нов модел кој би го понудили да кажеме мора овака, напротив, ќе мора да се креира дебата во таа насока. И она што мене ми изгледа, ќе дозволите, ова е моje лично мислење, она што мене ми изгледа како предизвик во следната година е тоа да се одржи европската перспектива на нашето општество, на нашата држава, од повеќе аспекти. Првиот е, ние сме сведоци дека изминативе години
намалени се меѓуетничките тензии. Еден од аспектите зашто се тие намалени е благодарение на НАТО интеграцијата и јасната европска перспектива, која ја имавме со новите политики. Доколку остане блокирана европската перспектива на Македонија, јас мислам дека тоа ќе се одрази и на меѓуетничките односи во нашата држава. И вториот момент на кој треба исто да се размислува од овој агол е иселувањето. Значи, ако нашата држава остане блокирана во своите европски перспективи, мислам дека иселувањето исто ќе се засили и ова е еден сериозен предизвик на кој ќе треба сите заедно да размислиме. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.